Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Почитувани слушатели, драги пријатели, ве подсетувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент, во која денеска зборуваме за петата факултетска студентска конференција Техниката и урбаниот развој, организирана од Факултетското студентско собрание при Техничкиот факултет во Битола. Останете заедно со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Рече ке ме сакаш, дор си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така?
Како што кажавме во најавата, Факултетското студентско собрание при Техничкиот факултет во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, по повод Светскиот ден на науката, минатата недела ја одржа петата факултетска студентска конференција Техниката и урбаниот развој. Конференцијата е наменета за студенти од прв, втори и трет циклус студии и е вистинска платформа каде тие имат можност да разменат мислења, да добијат повратни информации од професорите, како и да ги унапредат своите вештини за јавно презентирање и академска дебата. Факултетската студентска конференција ја следеа студенти, академски кадар, но и средношколци од гимназиите Јосип Броз Тито и Таки Даскал од Битола, како и представници од бизнис заедницата со кои Техничкиот факултет има долгогодишна соработка. Годинава се презентираа 8 трудови подготвени од студенти од Техничкиот факултет во Битола, од Факултетот за електротехника и информацијски технологии од Скопје, а свој труд хибридно презентираше Лукас Кнор од Универзитетот Падерборн, Германија, кој исто како и УКЛО е дел од Европската универзитетска алијанса Колорс, со што конференцијата доби и меѓународен предзнак. На присутните на конференцијата на почеток им се обрати деканот на Техничкиот факултет, професор доктор Митко Костов, кој истакна дека организирањето на оваа конференција ја потврдува ангажираноста на студентите на сите полиња. Ви пренесуваме дел од неговото обраќање. Како декан на Технички факултет Битола имам привилегија да го истакнам значењето на оваа студентска конференција, а како професор на Технички факултет Битола и лично сум горд и почестен што сум дел од овој настан, кој се разви во извонредна традиција иницирана и организирана од нашите студенти. Овој настан покажува несомнено континуитет, напредок и иновација. Го потврдува духот на учење и технички предизвици што го одликуваат нашиот факултет и нашите студенти. Во изминатите 5 години техниката и урбаниот развој прерасна од мала иницијатива во реномирана студентска конференција. Стана место каде што се споделуваат знаење и искуство, каде што се раѓаат нови идеи и каде што се создаваат трајни врски. Секоја година ја имаме привилегијата да гледаме како студенти од нашиот, но и од други факултети и универзитети се обединуваат за да ги дискутираат најважните предизвици и најперспективните достигнувања во техничките области. Искрено ме радува тоа што вие, младите луѓе, сте полни со идеи и иницијативи. Впрочем, и идејата за оваа конференција дојде токму од вас, студентите. Бидете сигурни дека вашите активности и успеси се секако најдобрата промоција на факултетот. Како професори го следиме вашиот раст и развој како академски граѓани и се радуваме на сите ваши активности, успеси и напредок. Студенти, вашето патување што туку започна, но вие веќе правите разлика. Со организирање и учество на вакви настани ја покажувате вашата посветеност кон иднината, кон учењето и кон позитивните промени. Знаењето и вештините што ќе ги стекнете тука ќе бидат непроценливи додека зачекорувате во професионалниот свет, каде што ќе се соочувате и решавате реални предизвици. Ова петта студентска техничка конференција не е само прилика за нашите студенти да ги споделат своите идеи и искуства, туку и за прилагодување и реагирање на современите технички предизвици. Оваа конференција покажува колку нашите студенти се предани на своите студии и колку се желни да напредуваат во своите области. Таа нуди можности за споделување на најновите технички достигнувања и истражувања на проблеми што ги поставуваат пред нас современите технички предизвици. Сакам да ги пофалам организаторите, говорниците и сите студенти што се ангажираа во организацијата на оваа студентска конференција. Вашата преданост и страст се очигледни и сум сигурен дека оваа конференција ќе биде успешна. Уште еднаш ви посакувам успешна и плодна конференција, да се дружите и поминете убаво време. Сигурен сум дека конференцијата ќе има интересни содржини и презентација, добра атмосфера за дискусија и дружење. Впрочем, конференциите се одлична можност да се запознаете повеќе меѓу вас, да размените искуства и секако да продолжите со дружење и после конференцијата. Благодарам.
Христијан Телов, председател на Факултетското студентско собрание на Техничкиот факултет, ги поздрави исто така своите колеги и при тоа потенцира. Пред 2 години, јас за прв пат, да речам, се обраќав на оваа говорница на третата факултетска студентска конференција и бидејќи толку многу ми се допадна овој настан, место каде што студентите можат да се развиваат на академско ниво, си дадов за задача јас самиот да бидам организатор на оваа конференција, па ете ме сега 2 години подоцна, председател на Факултетското студентско собрание на факултетот и организатор на конференцијата. Целта на оваа конференција е студентите да не можат да се развијат на академско ниво. Ова конференција нуди можности за понатамошни дообработка на трудови и нивно испраќање на други конференции, каде што студентите можат понатаму да се стекнат со некаков углед, да развијат нови контакти, да се запознат со нови луѓе и секако многу други можности. Како што кажавме, на конференцијата беа презентирани 8 трудови. Имавме можност да разговараме со дел од студентите кои ги работеле, но разговорите со нив ќе ги чуете по музичката пауза. Останете заедно со нас на 90,8 да ги проследите. Кажи дали некога сум те оставил, да самуваш, да тагуваш, остануваш сама ти. Кажи ми, лажеш дека простор фали помеѓу нас, лажеш дека ти си била заборавена, оставена со денови сама ти. Лажеш ти, нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам, нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам, нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Наша љубов има чудни правила, си заборавила, време минува, поминува, заминува. Дојди уште една за да има причина, не знам дали можам да ја вратам надежта, оставена, изгубена, длабоко во тагата. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам, нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам, нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. И како што претходно најавивме, во емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛУ-ФМ Битола следуваат разговорите со дел од студентите кои презентираа своји трудови на 5-та факултетска студентска конференција Техниката и урбаниот развој на Техничкиот факултет во Битола.
Мери Шулевска и Јована Крстановска, студентки на сообраќајниот одсек на Техничкиот факултет во Битола, на конференцијата со труд, екоставови и предизвици на младите во урбаната мобилност. Сте направиле едно истражување, голем број на анкетирани онлайн, исто така и правење на интервјуа, и двете работевте на една обширна тема. Па еве ме интересира колку време посветивте на истражувањето. Анкетата беше претходно изработена, беше изработена на факултет со студенти и ученици од средните училишта во Битола. Податоците ги имавме готови од една страна, беше се изработено. Требаше време само да се прикажа на график и да се посвети време за тоа да биде прегледно и уредно прикажано, да имаат пристап сите да разберат и да сватат што означува анкетата. Требаше време околу 2 недели, отприлика, да се средат податоците, да. Не сметајте го времето, потребно претходно да се направат анкети. Да, точно. Интересни резултати добивте по реализирањето или по спроведената анкета и следувањето на податоците. Колку се младите, но и повозрастните, еве да кажеме, запознаени со тоа што значи урбаната мобилност и кои се нивните ставови, што треба да се направи за да се подобри евето? Мислам дека младите се повеќе за тоа да се подобри движењето и затоа тие се главни кои што ќе донесат поведување на алтернативни движења. Тие се главните промоутори. Така. Сега, од она што имав можност да го видам на вашата презентација, кажавте дека голем број од нив не се задоволни од тоа како се реализира јавниот превоз конкретно за во Битола. Беше меѓутоа имаше тука испитаници од други градови од Македонија, од тоа како се користат тротоарите, нели најголем број окупирани од возила, сметат дека пешаците не можат да ги користат онака како што треба. И ред други забелешки од страна на анкетираните имате тука. Да, голем проблем во Битола е јавниот превоз. Покрај анкетата тоа можевме да го видиме. Треба да се подобрат линиите. Цената не беше проблем. Мал процент беа незадоволни од тоа, но голем процент беа незадоволни од возилата, тоа што возилата биле стари и несоодветните линии. Исто така можев да забележам дека голем е бројот на оние кои што индивидуално ги користат возилата, нели? Што пак од друга страна доведува до поголема загаденост на воздухот, поголем сообраќај ментеш и слично. Кои би биле и кои се вашите препораки, или вие работевте на истражување? Подобрување на инфраструктурата, најпрво јавниот превоз, исто така и инфраструктурата за велосипедизам и пешачење. Добро, имајќи предвид дека еве сега на големо се работи во Битола за тие велосипедски патеки, да се надеваме дека при следната анкета и подобро. Ќе биде подобро. Инаку и двете сте од Струга, како е таму врзано со темата што истражувавте? Струга како град, само за градот немат јавен превоз, најчесто се со околните места, односно со селата поврзано. Редовноста е окей, нема некој голем проблем, можда возилата не се многу нови, но сепак мислам дека е окей сето, немат проблем со велосипедски патеки? Сега веќе се градат, но немат баш нешто многу. Има една поглавната улица која што е најпотребна тука да има велосипедска патека. Виднина како експерти од вашата област, сообраќај, нели, вие сте на сообраќајен одсек на Техничкиот факултет, што би предложиле на татковците на градот во однос на подобрување на состојбите? Потребно е да се подобри велосипедската и пешачката инфраструктура, да, во нашиот град потребно е, како што кажа, на главната улица е, но не е одделена од сообраќајот, е директно, значи нема ни малце простор и безбедноста е нарушена во тој поглед. Значи тоа мора да се подобри. Сега уште да ве прашам во однос на истражувањето и вашата желба за истражување. Останува и понатаму да ве гледаме и на следните конференции? Па да, се надеваме дека да. Ви благодарам за разговорот и успехи понатаму. Благодарам и вас. Борис Гушевски и Христијан Делов, студенти на Техничкиот факултет во Битола, на конференцијата со тема димензионирање на систем за складирање на енергија за Техничкиот факултет во Битола. Борис, излегувте со истражување кое што е директно врзано за потребите, ви би рекле, на Техничкиот факултет. Складирање на енергија добиена од
фотонапонски систем, фотонапонска централа, точно така. Идејата беше проработувана дел со нашиот ментор, односно ментори, професорот Методи Атанасовски, нашиот асистент Горан Велјановски. Со самата идеја дојдовме првично до овој труд што е планиран да го представуваме и нашиот факултет на идни конференции понатам во наредната година, што се стрикно за електроенергетската струка, но исто така и како една првична верзија од скочна даска за представување на овој труд на универзитетската конференција. До оваа идеја дојдовме така што знаеме дека е поставена централа на нашиот факултет минатата година и сакавме да добиеме информација колку таа произведува и дали ние можеме да складираме таа енергија, бидејќи тоа е новитет и е познато во електроенергетската индустрија, како да ја складираме и кои типови на батерии да ги користиме. Тука, нашиот асистент и ментор Горан Велјановски изработи еден код во Python, програмски јазик, каде што можеме да внесуваме влезни податоци од периодот од цела година, од секој час колку се произведува и колку се потрошува енергија на нашиот факултет, така што тие податоци беа составени во една табела и беа читани од табелата податоците преку тој код. Така ние го користевме кодот и стигнавме до решение какви батерии, кој капацитет, кога би била повратена инвестиција, колку пари би заштедили, и тоа беше во целост нашето истражување. И сега сте зафатиле со обемна работа. Колку време ви беше потребно за да ги споредите податоците, да добиете релевантни податоци и решенија, ако може да се каже? Така, изработката на кодот асистентот не можем да ви гарантирам колку време го фати, по некој вака разговарање го правил од поодамна да речем. Ова година ние се зафативме со овој труд уште на крајот на месец август, да не речем почетокот на септември, почна како идеја и премина во реализација. Вашиот заклучок на крајот, додуша при презентирањето кажавте дека ќе ви требат и дополнителни истражувања да направите и веќе на универзитетската студентска конференција која ќе биде во декември, 17 декември годинава, ќе излезите со можеби по-конкретни решенија. Па баш тоа, бидејќи ние најдовме израшување кога би било најповолен капацитет на батерија за да имаме најголеми финанси повратни и кој би бил најдобар капацитет батерија за најбрзо да ни се врати инвестицијата. Тука имаше неколку контраверзии околу тоа, но ние ќе најдеме оптималниот батерија за да имаме и добри години на повраток и добар профит, и како студентско собрание тоа решение, тоа ни е главната цел, да го предложиме кон деканатот за да може да се имплементира еден таков систем на нашиот факултет кој што е многу голема инвестиција, многу финансиски одговорна инвестиција, на доколку има некој инвеститор, сметаме дека тоа може да се изврши и нашиот факултет е начин да заработува целата централа. Бористи, благодарам за разговор. Нема зашто, ви благодарам и вам. Петар Гушевски и Стефан Стојановски. Така и овата студенти на Техничкиот факултет во Битола со интересна презентација за истражување што го направиле во изминатиот период и со која не учествува на оваа студентска конференција, веб сервер со ein Menschensensor, односно наблюдање на метеостаница. Токму тоа. Вака сега, кажете ми колку време работевте на ова истражување? И од се тоа што го презентиравте, мене како лаик, нели ми беше само значајно што сте направиле во реално време да може да се видат одредени параметри за состојбата на воздухот, загаденоста, влажноста, температурата и така натаму, но ајде поред што работевте и од каде идејата за вакво нешто? Овој проект го работиме негде околу месец и пол, од септември средината, фактички 2 месеци. Скоро Два вакви изработена до сега. Лани работевме прв ваков проект, ама тој не беше како само дел од предавањата, за оценка беше. И тогаш работевме со малце помал сензори, помал контролери и имавме задача да измериме само обична температура. Ама нашата жилба растеше се повеќе и баравме професорот за конференцијата, се работиме по интересен труд таков. И овој беше малце по-обемен труд. Арно се уште не ни е што треба да изработено се и планираме ние да надоградиме уште повеќе. И со таа надоградба да учествувате можеби на друга конференција? Да, на друга конференција. Планираме на повеќе конференции да учествуваме. Еве сега следува и универзитетска конференција, после сакаме да пријавиме
и на конференција што имате други место да присуствуваме и ние. Евро, сега Стефан, кажи ми како течеше истражувањето, што се направивте за да можете да го добиете тоа што го презентиравте? Истражувањето течеше во текот во просториите на Техничкиот факултет, во кабинет по мехатроника, таму на апликација Arduino, која што поставуваме соодветен код на кој работи сензорот, и во кодот мораме да имаме внесено интернет, име на интернет кој користиме и пасвордот на интернетот, бидејќи ако немаме тоа нешто нема да чита, нема да ни ги отвара во реално време, нема да ние можеме да измериме, ама да дојдеме овде во реално време нема да бидат. Сега планираме да направиме уште едно, трето ќе ни биде тоа, што планираме да ги поставиме низ факултетот на секој спрат различно и да мериме тука во салонот на факултетот да дава податоци од секој спрат на факултет, да мериме низ факултетот која ни е температурата на секој спрат поделно. Софтверски тоа ќе го врзаме на телевизорот што е доволно влезот и ќе прикажува температура на секој спрат, на трите спрати. А само температурата или други параметри ќе се прикажуваат? За сега имаме спајано за само температура, но меѓутоа кога работиме по често притисок, да, можеме да направиме влажност, да се мери исто квалитет на воздухот. Оно што е особено значено во последно време, години назад, тоа е загаденоста на воздухот, па да може да се види и каква е состојбата на Техничкиот факултет конкретно во однос на загаденоста на воздухот. Но она што сега мене ме интересира е колку ова што вие го работевте би можело да има практична примена и во други установи, да не биде тоа само на Техничкиот факултет, туку да видат видливи овие податоци во други институции, затоа што при едно неотамнешно гостување на професор од Македонија, кој инаку работи во Кинеската академија на науки, тој каже дека многу поголемо е загадувањето во затворените простории отколку надвор. Па би било интересно и значајно, нели, вработените во други институции да знаат да ги имат тие податоци. Па за во други институции можеме, например во општината можеме да направиме ова, да отидеме таму да најдеме Wi-Fi-то, интернетот од општината, го поврзуваме уредот на тој интернет и слободно прикажува таму во таа просторија. Значи тоа може без разлика во секоја институција да се постави така. Треба интернет или Bluetooth. А колку податоците се веродостојни со она што значи реална слика? Сега вака, ова е во зависност од сензорот и контролерот. Сега овој сензор кој го користевме ние е многу едноставен сензор, мислам еден од едноставните. Има и поскапи сензори кои се до 99% точност. Тие прикажува се нашиот не беше можеби 99%, ама докој 90% прикажуваше точност. Реална точност. Беше запрашено некоја децимала и децималата е приближно. Тука степен плюс степен минус, ама поскапите сензори кажуваат голема точност, значи скрос. Добро, кажавте и самите при презентацијата дека во иднина ќе работите на можеби со друг сензор, како што кажуваш. Многу повеќе сензори, многу поемни. Оно што е исто така интересно е дека се оно што го работевте е со средства и со материјали тука од Техничкиот факултет. Сите материјали се покриени од факултетот и сега наша задача не беше ништо од нив да набавиме, се беше набавено, наша задача беше да сработиме. И ние успешно сработивме. Во иднина исто сакаме да направиме ваква споредба, намерење, наставија 4 вредности, ги измери тука и надвор. И споредбата, например, чисто за воздухот, колку е позагаден тука или надвор, кај е позагаден, кога е отпорноста тука или надвор. Тие работи сакаме да ги направиме. Ќе биде интересно да се проследи оно што во иднина планирате да го работите, а ќе биде интересно и за студентите, но и за вработените, но и по широката јавност, особено кога се знае дека нели ваков уред може да се постави во институциите, па еве. Да, и секој може да го постави. Не беше ништо тешко да се направи ова. Добро, вие се и како предприемачи можеби можете да размислувате понатаму подготовка на вакви уреди кои што може да се користат во домаќинствата. Да. Јас овој дори го работев, мерев и дома температура. Може само се сменуваш Wi-Fi и се може. Добро, јас ви честитам на успешно изработениот труд на презентацијата и ве очекуваме и на Универзитетската студентска конференција во декември. Планираме да се пријавиме. Благодарам уште. Благодарим и ние. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се.
Na site stravovi tvoji ke im dojde kraj, koga srce to je hrabro, veruvaj. Daj mi, daj, ti daj mi samo ljubav, daj mi nadež, daj mi, daj, da letam kako ptica od tvojeg toplog mreža. Daj mi, daj, vozima da je prolet dobro, dar sve, daj mi, daj, sunce od tvojte oči, što mrak od kego zgasne. Tvoji tajni sepek znaj, site radosti se najsreknivo maj, i nokta temna bara svoja svetlina, ko što mi na to ni kroji i nina. Samo ljubav narno neka je, nego misli da je notke vide dobro se. Nasite stravovi tvoji ke im dojde kraj, koga srce to je hrabro, veruvaj. Daj mi, daj, ti daj mi samo ljubav, daj mi nadež, daj mi, daj, da letam kako ptica od tvojeg toplog mreža. Daj mi, daj, vozima da je prolet dobro, dar sve, daj mi, daj, sunce od tvojte oči, što mrak od kego zgasne. Daj mi, daj, ti daj mi samo ljubav, daj mi nade, daj mi, daj, da letam kako ptica od tvojeg toplog mreža. Презентациите на трудовите на петата факултетска студентска конференција Техниката и урбаниот развој ги следеа и професори од Техничкиот факултет. Поставува прашања, дава сугестии, свои мислења, се со цел студентите да ги подобрат истражувањата и со нив да се јават како учесници на други вакви собири. Заедничка е констатацијата дека имаме квалитетен млад кадар кој сака да се впушти во истражувачките води. За ова разговаравме со деканот на Техничкиот факултет, професор доктор Митко Костов. Декане Костов, студентите на вистина истражувале, вашите студенти, мислам на Техничкиот факултет, работеле на теми кои што се интересни за пошироката јавност, изработка на сензори за метеоролошки станици, за складирање на енергија, нешто што на вистина изненадува, мислам изненадувачки за мене, затоа што веќе се зафатиле со решавање на некои, да речеме, реални проблеми. Да, јас навистина како професор на Технички факултет Битола сум горд на нашите студенти за нивните наставни, воннаставни активности, како што е иницирањето и организирањето на оваа конференција, меѓутоа исто така и за квалитетот на самите трудови, како што спомнавте, со имплементирање, значи, на готови проектни решенија за мерење на различни параметри од животна и работна средина, проектирање на батерија за потребите на Технички факултет Битола и така натаму. Тоа значи навистина тие веќе прават разлика во однос на нивниот академски раст и на некој начин се спремни за да се впуштат во решавање на проблеми од реалниот свет. И самите кажуваат дека за одредени теми треба дополнително да работат, да истражуваат и можеби конечно да донесат или да предложат некое решение, колку Техничкиот факултет би бил заинтересиран да ги разгледа и евентуално да ги примени. Ние секако дека сме заинтересирани, тука ние значи постоиме заради студентите и секое нивно барање, секоја нивна иницијатива и секое нивно вклучување во некаква активност, ние сме должни со почет го разгледуваме, затоа што тие се наши студенти и ние навистина се гордееме со нив, поготово кога има вакви реални проекти и реални значи анализи од нивна страна.
годинава со самото учество на гости од Универзитетот во Падерборг во Германија. Конференцијата добива и меѓународен карактер, што секако и значи плюс за самата конференција, но и за техничкиот факултет, имајќи предвид дека од тука практично започна се кога се работи барем за студентските конференции. Продолжение на оваа конференција е Универзитетската студентска конференција, поточно од конференцијата тука на Техничкиот факултет произлезе Универзитетската студентска конференција. Да, значи до сега сме имали учество на студенти од други факултети, од ФЕИТ, Скопје, од ФИКТ, од Битола, и сега еве за прв пат имаме и проширување на активноста и учество на студенти од Падерборг, од Германија, и навистина прво беше инициирана и организирана нашата факултетска студентска конференција, а после произлезе и универзитетската. И морам да ги пофалам пак нашите студенти, бидејќи на минатата универзитетска конференција Борис Гушевски и Меланија Илова беа носители на најдобар труд, односно нивниот труд беше на универзитетската конференција прогласен како најдобар, и тоа е значи показател за квалитетот на нашите трудови, на нашите студенти кои што работат пак со ментори значи од нашиот факултет. Дел од трудовите кои што се презентираат тука на студентската конференција Техничкиот факултет ќе бидат и на Универзитетската студентска конференција. Да, и досега било пракса со тоа што не ќе нема да бидат баш истите, скроз истите, ќе се доработат врз база на дискусиите на ова факултетска студентска конференција и ќе учествуваат со проширени, доработени трудови на Универзитетската студентска конференција. Останува само да посакаме студентите и натаму да бидат вака заинтересирани и агилни, барем кога се работи за одржувањето на конференцијата. Ви благодарам за разговор. Благодарам и вас. Конференцијата беше спонзорирана од Мако Сигре, здружение кое 30 години делува на полето на електроенергетиката, со цел да ги приближи академската заедница, индустријата и сите останати чинители во електроенергетскиот сектор и да иницира размена на знаења и искуства меѓу нив. Разговаравме со генералниот секретар на Мако Сигре, доктор Методиј Атанасовски, професор на Техничкиот факултет во Битола. Професор Атанасовски, Мако Сигре се јавува како спонзор на конференцијата организирана од Факултетското студентско собрание на Техничкиот факултет во Битола, знаејќи дека и претходно на првиот академски час доделивте стипендии за најдобрите и ги наградувате најдобро дипломираните студенти. Во секој случај голема поддршка за младите кои што би требало и понатаму да бидат и членови на Мако Сигре како инженери. Така, нашето здружение веќе повеќе од 10 години гради една политика која е усогласена помеѓу академската средина и реалниот сектор, кој има насушна потреба од добри инженери, да ги помагаме студентите се во делот на електротехниката, но и ако го следат нашиот пример и други здруженија, ќе може и во други области да се помагат студентите. Така, ги помагаме со стипендии, со награди за најдобро дипломираните и ги помагаме студентските активности кои се случуваат на двата факултети, на Факултетот за електротехника и информацијски технологии при УКИМ Скопје и на Техничкиот факултет при УКЛО во Битола. И така и оваа година ја помагаме и оваа студентска конференција која се случува на нашиот факултет, и тоа ни е посебна чест и задоволство со цел да го побудиме интересот кај младите за електротехниката, за членување во нашето здружение, за студирање електротехника и така. Кај младите гледам дека оваа област станува се повеќе популарна, што сигурно и вас како професор и човек од струката ве радува. Така е, тоа е многу битно не само за факултетите, туку општо и за државата, зашто ќе следат многу предизвици во иднина и ќе ни требаат млади луѓе кои ќе се способни и доволно едуцирани да може да се носат со тие предизвици. Зборувам за инженерски предизвици, затоа што многу динамично се менуваат работите еве во делот на електроенергетиката, со обновливите извори, со складирањето на енергија, и комплетно ќе се менува и концептот на водење на електроенергетските системи. Тоа ќе бара млади генерации кои ќе може да се носат со тие предизвици. На конференцијата имавме можност да проследиме и презентација токму за ова што сега го зборувате, за складирањето на енергијата од обновливите извори на енергија.
Студентите, гледам, заинтересирани, веќе истражуваат сериозно на овие теми. Да, јас заедно со мојот колега помлад асистент Горан Белјановски бевме ментори на еден труд од студентите и баш за анализата беше за нашиот факултет, кои се економските можности да се инсталира батериски систем за складирање, пошто факултетот има своја собствена фотонапонска електрична централа на кровот, со цел да се види кој е оптималниот капацитет за минимум трошоци или па на некој профит факултетот да може да излечи од инсталирањето на батерии. И баш ми е мило што има интерес, пошто нивна иницијатива беше на студентите да го работат овој труд и тој ќе биде проследен потоа и на универзитетската конференција и многу ми е мило што има интерес, повторно да нагласам, кај младите студенти да работат на оваа проблематика. Да се надеваме дека бројот ќе расте на студенти. Така е, се надеваме секако, затоа што како што кажав, не е то битно само за факултетот, туку општо и за државата, затоа што овие профили се специфични профили и недостигот не се осеќа одма, ама со тек на време ќе се осети и ќе имаме проблеми. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам јас. За крај уште да подсетиме дека дел од трудовите кои се презентираа на 5-та факултетска студентска конференција Техниката и урбаниот развој ќе бидат пријавени за учество на 3-та универзитетска студентска конференција на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, која ќе се одржи на 17 декември 2024 со учество на студенти од УКЛО, но и на студенти од останатите универзитети, членки на Европската универзитетска алијанса Колорс. Повикот за оваа конференција е продолжен до 7 декември, а заинтересираните студенти за учество треба трудовите да ги достават на електронските адреси aleksandar.todorovski@uklo.edu.mk и elena.kitanovska@uklo.edu.mk. Тука го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Се надевам дека и денеска успеавме да го задржиме вашето внимание на 90,8. Бидете понатаму со нас.
Укло ФМ Битола, ноември 2024 година. Укло ФМ. Запирка 8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk